Продолжува соработката помеѓу општините Берово и Ливаро, Франција. Градоначалникот Драги Начински денес ја подпиша 3-годишната конвенција, која ќе им донесе во иднина плодна соработка на двете општини во многу сфери, која и досега со збратимувањето уште во 2010 година плодно се развиваше во образованието, земјоделието, заштитата на животната средина и други општествени гранки. Сепак бенефитот кој го имавме досега, тој ќе биде уште поголем и ќе продолжиме да соработуваме, да ги разменуваме искуствата во повеќе сфери во кои досега работевме. Се надевам дека со нови идеи ќе се створат уште поголеми услови за поголема соработка во пошироките сфери на општествениот живот во двете општини, во двата региона, и со тоа ќе се приближиме кон нешто што ние сите го посакуваме, да ги исполнуваме стандардите, нормите кои многу ги сакаме, а тоа се европските норми. Ќе продолжиме да соработуваме и со тоа ќе многу побрзо ќе ја развиваме нашата општина и во областа на туризмот, и во областа на земјоделието и сточарството, во областа на стопанството, производството на сирење, зашто и во Ливаро се произведува најдоброто сирење во Франција, во Берово се произведува најдоброто сирење во Берово. А беровското сирење има посебно место кај французите, потврдија од делегацијата на Ливаро. Oui, non seulement il est apprécié, mais en Многу го plus сакаат македонското сирење и прават напори на секој можен начин да се успее да се однесе таму, за да можат почесто да го консумираат македонското сирење. plus souvent. Програмата Еразмус Плюс дава посебна можност за соработка помеѓу образовните институции, кои можат да поднесат проекти за искористување на средства од европските фондови и да се прошири оваа соработка која досега се сведуваше на посета на беровските ученици во Франција и француските ученици во Берово. Alors, ce programme qui est vraiment Значи, програмата Еразмус Плюс е само алатка која што ќе ни помогне да ги зајакнеме нашите релации, односно преку размената на млади да донесеме тука и од тука млади да дојдат во Франција. На тој начин ќе извршиме запознавање на тие меѓукултурно запознавање, а освен тоа преку таа истата програма Еразмус Плюс има можност за европски сервис на волонтери, односно помагање на волонтери да можат од Македонија да ја посетат Франција за време на една година, да се запознаат со тамошната култура, а исто така и од Франција во Македонија со условите за живот, начинот на живот тука во Македонија. la vie civile à Bérovo. Особена почит кон општина Берово французите покажале со именувањето на плоштадот во Ливаро со името Берово.